Неодамна премиерот Зоран Заев направи посета на казнено-поправниот дом и Тризово, најголемиот затвор во Република Македонија, кој важи и практично за затвор каде што постојат катастрофални услови, а тоа го кажа и самиот Заев по направената посета. Ќе речеме, тие што ја знаат оваа проблематика, дека не е ништо ново, затоа што со децении наназад сликата во затворските и во затворените институции е многу лоша. Во некои е катастрофална. Еден од тие што влегол во сите затворени затворски институции е адвокатот Тони Менкиновски, кој пред повеќе години раководеше со еден голем проект спроведен заедно со Македонија и со Бугарија, во кој беа вклучени експерти од областа, направија увид во повеќе затворски затворени институции, донесоа извештај со препораки и тие констатираа тогаш дека состојбата е многу лоша. Која е вашата оценка, господине Менкиновски, сега по посетата на Заев и кои би можеле да бидат идните чекори во подобрување на оваа состојба? Вага, на почеток, она што беше забележено пред точно 10 години, значи воопшто не е променето. Кога зборуваме за лицата лишени од слобода, би сакал да истакнам дека оваа состојба, значи, е импликативна и во психијатриските болници, значи, и онаму каде што имаме, значи, детски домови во Република Македонија. Кога зборуваме за условите, за оние материјални услови, за лицата лишени од слобода, значи, морам да кажам дека се тие надвор од сите стандарди. Република Македонија, значи владите претходни на Република Македонија, само таксативно се потрудија, значи, да направат нешто во оваа област, а при тоа воопшто, значи, не сме помрднати од мртвата точка. Што тоа значи? Имено, Република Македонија, да ја погледнеме оваа анализа од малце од друг аспект, во овие институции имаме 70% повратници. Тоа значи дека ако во моментов имаме 2000 лица лишени од слобода, 1400 се луѓе повратници. Значи, луѓе каде што ресоциализацијата воопшто не е успешна. Значи, системот е во колапс. Она што пред 10 години го увидовме на лице место, истото продолжува и ден денеска. Нема никаква поврзаност помеѓу Министерството за труд и социјална политика, значи Министерството за правда, значи во решавањето на тој значи период од затворскиот систем. И една од главните причини да има толку повратници е именно тоа. Значи воопшто не се занимаваат со оваа проблематика. Колку е тоа проблематично, само тие 70% значи се на терет на нас даночните обврзници. Ние секоја година плаќаме за тие луѓе за сместување, за нивните услови кои се иако никакви, значи ние нон-стоп одлеваме пари од буџетот за една иста работа, повторно и само повторно, а при тоа немаме никаков ефект. Ние пред 10 години апелиравме на промени во системот, значи 2011 година исто така имаше иницијатива пред Уставен суд лично од моја страна за укинување на законот за извршување на санкции, бидејќи не сакаа да слушнат воопшто одредени луѓе кои беа на позиција тогаш за квалитативни промени во законот за извршување на санкции, но тогаш кои се клучните предлози? Клучните предлози се прво и основно треба, значи луѓето се лишени од слобода. Сите останати права им припаѓаат на тие луѓе. Значи, тие луѓе и тој систем таму има потреба од самоодржување, тие имаат потреба од работа. Самите луѓе при надзорот на овие институции, мене и тимот кој ги посетувавме овие институции, бараа да работат нешто, тие не се работно ангажирани. Сето тоа паѓа на товар на нас даночните обврзници. Значи, практично тие се два пати казнени, една затоа што нешто направи и второ во самиот затвор каде што не може да се остварат како социјални битија. Апсолутно. И исто така сакам да напоменам при една посета моја во Шведска, значи поточно во Данска, бидејќи Данска и Шведска имаат заеднички затвори, Јужна Шведска и Северна Данска. Доколку не работите, немате право да јадете.
Еден од клучните проблеми кои го спомнувате вие е и процесот на ресоциализација што придонесува голема популација затвореници да бидат повратници. Тоа значи дека во тој домен практично како да нема програми за ресоциализација, но друг проблем е исто така пренатрупаноста на затворите, што е особено изразено во Идризово, но и мешањето на затворската популација и по возраст и по сторени кривични дела. Значи, воопшто никој не се потрудил. Различна е ресоциализацијата на лицата лишени од слобода, кои имаат, да речеме, некои потешки кривични дела и полесни кривични дела. Кај нас сето тоа е, значи, само на хартија. Воопшто немаме во реалност никаква, значи, работа со овие лица. Па можеме да земеме Холандија за пример. Јас престојував известен период таму и токму во период кога се затворија повеќе затвори, односно за кратко време 19 затвори се затворија и се пренамерија кој во библиотека, кој во хотел. Значи веќе се прави бизнис од тие затворени институции и верувам дека една поинаква политика може да придонесе еден добар дел од затворската популација да се намали и кај нас. Па работната ангажираност, значи, води кон самоодржливост во затворите. Ние имавме еден пример каде во Македонија, еден директор, тоа е директор на Битолскиот затвор, значи почна сам со своји програми да се ги ангажира, значи, лицата лишени од слобода, како го зголемуваше темпото на развој, значи како стануваше оваа институција поодржлива, така и финансиите од страна на државата беа скратувани. Наместо, значи, да му се помогне на директорот кој раководеше со оваа институција, нема му се одмагаш. При посетите на Европскиот комитет за заштита од тортура, секогаш тие констатирале дека состојбата во овие институции е многу лоша, излегувале со своји препораки, а банката во Страсбург, каде сме ние членка, нели, во Советот на Европа, ни издвои и ни даде и известни финансиски средства, кредит за да ја подобриме состојбата во оваа област, односно да ги спроведеме реформите. Што се случи со овие програми? Знаете, формата, значи, може да се реши. Апсолутно сте во право, може да се добие некој грант, но формата мора да има содржина. Значи, да има динамика во тие затвори. Не можете вие да изградите најдобар затвор, а лицата кои се лишени од слобода натре да ги лишите од останатите права. Право на работа, значи, право на подобра медицинска грижа и така натака. Она што е суштествено е, за да има динамика, за да има самоодржливост, потребна е не само стратегија, напишана форма. Значи, потребна е интеракција помеѓу институциите. Кај нас имате судија за извршување на санкции во секој основен суд во Република Македонија. Тој судија за извршување на санкции, покрај тоа што ги упатува лицата лишени од слобода на извршување на санкции, тој има, значи, не само правна и морална одговорност, значи, да контактира со одредени лица, значи, бидејќи семејството на тоа лице кое е лишено од слобода сепак пати, да го има обврска, значи, да му помогне на тоа семејство. Кај нас тоа многу ретко, само во примерот колку што мене ми е познато од претходно што сме го работеле со судот во Струмица, значи тогашниот председател на судот Нада Байрактарова го правеше тоа, друг ниту еден судија во Република Македонија тоа не го извршуваше. За жал. Жална е состојбата и во притворените одделенија, како тие едноставно изгледат како да се зандани, барем луѓе што престојувале таму, кои една недела, кои 6 месеци кажуваат дека состојбата е многу лоша. Зошто е тоа така? Зошто не се подобри соденесени нешто таму? Па видите, ако го посетите затворот во Битола, се уште постои, значи, келијата на Турунче, каде што бил осуден и од страна на турците, каде што бил затворен. Зошто е таква ситуацијата? Некој сака најверојатно да е таква ситуацијата. Некој не сака. Затворот во Шутка, нели има исто многу притвореници. Ништо не се прави во периодот не знам колку децении. Значи некој сака, значи тој систем да обстојува на такви основи како што е поставен. Значи потребна е реформа, потребна е реорганизација на целокупниот систем.
Еве, премиерот направи посета, што би можело да бидат конкретни чекори, јас не верувам дека во кратко време може нешто да се среди, но што би било конкретно како брзи чекори да се подобри таа ситуација, односно сликата за Република Македонија. Амнестија. И странци има кои лежат затвори, Да, тоа се апсолутно. станува уште посериозно. Предлогот кој го даде владата е добар, но тој е краткорочен. Значи, вие ќе ги спразните затворите одреден период. Тоа е одличен предлог. Мислите на амнестија? На амнестија. На Значи, одредена категорија. Да, но пак затворени. бројката пак ќе си дојде пак до она ниво кое е сега, бидејќи многу луѓе веќе и чекаат за да одат значи во тие институции. На долг рок потребно е значи коренита промена. Не само во делот кој се однесува на стандардите. Не би сакал сега да оптеретувам јавноста со стандардите и со предметите кои се добиени во судот во Страсбург, како што е Калашников против Руската Федерација, каде Русија е казнета, значи за лошите стандарди во затворите и дополнително судот во Страсбург вели не е изговор дека Русија е во тешка финансиска положба, па да не обезбеди минимум стандарди за одредено лице кое е лишено од слобода. Така да, она што е најважно во целата работа е коренита проблема, значи промена од сите аспекти, поготово во делот на работната ангажираност. Враќањето на работната ангажираност значи динамика во овие затвори. Значи ресоциализација, враќање на луѓето кон општеството. Овие луѓе не се прифатени од нашето општество. 70% луѓе, значи кои повторно се враќаат, никој не се запрашува која е причината. Ова е последицата. Која е причината зошто 70% се враќаат назад во овие институции? Идризово е само еден затвор, е само еден дел од целата оваа поголема рамка од овие институции, но при тоа забораваме, например, на болницата во Бардовци, како и на болницата во Демирхисар, каде нели имаме една специфична категорија и затвореници и една друга популација. Каква е состојбата таму со оглед на тоа што вие како експерт сте имале ретка можност да влезете таму? Еве, јас како новинар многу тешко сум успел да добијам дозвола да посетам некоја од тие институции и ако одиш таму, обично ти ја местат состојбата. Не можеш да го видиш тоа што се сомневаш дека сакаш да го најдеш. Значи, тоа е ограничено, значи ограничување на правото на слобода, значи временско, и влегуваат во тој систем, значи, но многу важно е овие институции, тие не се прогресирани институции. Повторно ќе истакнам, значи таа интеракција, таа комуникација помеѓу овие институции и Министерството за труд и социјална политика, деинституционализација. Значи, на одредени лица, имате вие лица, се сеќавате, ние од 40 години бил во таа институција. Не му помогнала никаква медикаментозна терапија. 40 години. Исто така имате лица кои се, например, во Демир Капија, нели деинституционализиравме едно лице, пронајдовме кога свативме дека воопшто не е во тој институт каде што е. Па потоа си имаше проект, во тој проект, значи, им беше доделена куќа, тогаш профункционира нешто, почна да се менува. Значи им се даде куќа на тие лица и така натака. А не се за во тие институции. За новинарите е тешко да влезат во некој од затворските и затворените институции, особено во, например, во Бардовци, ние не знаеме како јавност што се случува таму. Сте имале ли вие прилика да влезете како експерти? Да, неколку пати, за жал ништо не се случува, значи ништо не е помртнато. Морам со жалење да го кажам. Ова, значи тоа е и низ извештаите на Комитетот за превенција на тортура, може да го погледнете. Значи ништо не се случува. Нема таа општествена одговорност. Шокови се користат уште? Сега мислам дека не. Искрено не сум сигурен, не можам да одговорам на ова прашање, но третманот на овие лица е под секое човечко достоинство. Значи да заокружиме, каква е иднината во оваа област? Што може да се направи за тоа да се смени? Значи многу. Вие имате во моментов, кога зборуваме за затворите, 2000 луѓе кои моментално се лишени од слобода. Тие луѓе, значи, доколку бидат работно ангажирани, значи, тие ќе бидат продуктивни, тие ќе бидат поблиску до општеството. Она што кај нас е многу важно, значи, е
многу фактори, значи реално треба да ги постават овие проблеми и реално да ги детектираат за ако сакаме да имаме прогрес. 10 години после мојот последен извештај кој што го имам дадено, ништо не е сменето. Дали знаеме колку чини еден затворски ден на еден затвореник? Колку ја чини државата? 2008 и 2009 не знам, не сум сигурен колкав е буџетот, но знам дека пациент 120 денари беше пациент во психијатриска болница. Значи, но тоа не го гледајте така на тој начин, гледајте го малце по-широко, бидејќи тие пари кои нон-стоп значи се даваат по тие институции може да се искористат за многу по-хумани цели. Ви имате детски домови, значи кои исто така се значи ограничени во слобода на движење. Значи никој не врши како да кажам прогресирање на тие деца. Зашто тие пари од затворите може да се префрлат во тие детски домови? Зашто да не им се помогне? Дали може да заклучиме дека сепак на сите овие влади во континуитет ова област не им била приоритет? Па не воопшто. Не воопшто, до сега никој не имал во приоритет. Она што е многу битно, стравото од посетата на Комитетот за превенција од тортура, знаете дека согласно меѓународното право, дури еднашка во 2009 година, мислам дека владата даде лажен извештај до Комитетот за превенција од тортура и беше поставено прашањето за излез на Македонија од Советот на Европа, значи поради давање на лажен извештај до Комитетот за превенција од тортура, но како и да е по дипломатски канали, мислам дека тоа после имаше уште една посета, така да малце легна целата значи ситуација. Да не заборавиме 64-та година Грција баш за овие институции значи го напушта Советот на Европа. Значи неможноста да тоа е како еден од механизмите за притисок практично кон членките на Советот на Европа. Благодарам за овој разговор. Ви благодарам и јас.